Доаѓа крајот на класичниот дуопол во Македонија, кога станува збор за мобилните оператори. Ваквата најава од страна на владата значи граѓаните ќе имаат поголем извор, наместо досегашниот Телеком и А1, чии услуги се поскапи споредено со најголем дел од европските земји, најави министерот за транспорт и врски Александар Николовски на Facebook статус. Би сакал да објавам дека сериозно ја разгледуваме можноста за доделување лиценца за трет мобилен оператор. Нашата анализа кажува дека цените за мобилната, како и за кабелската телевизија и интернет услугите се поскапи од најголем дел европски земји. На пазарот постои класичен дуопол, затоа мора да бараме мерки да поевтинат услугите. Граѓаните да имаат подобри и поевтини услуги, затоа потенцијално решение е трет мобилен оператор. Објави министерот Николовски. Скапи се. То за мене се скапи. Може за некои не се. Скапи се, што има да лажем, скапи се. Нема што да се лажеме која се скапи. Се е скапо. Струјата била скапо и водата, а то нели скапо? Скапи се, а ние немаме толку пари. Не, зависи колку разговараш. Колку граѓаните плаќаат за мобилен? Па јас сум со најмала тарифа 1000 дина. По 2000, 2500, 1500, 1600 некој па доаѓа. 1300 плаќаме роби. Ние претплата плаќаме севкупно за целото семејство 6000. Според стандардот, овие цени за граѓаните се очигледно големи, а споредбата со цените во повеќе развиени европски земји едноставно разочарува. За колкав период најавениот нов оператор би се појавил на пазарот и за колку би се намалиле цените е неизвестно, но во прашање се најмалку 6 месеци.